Владата на денешната седница го распиша наменскиот јавен оглас за доделување 5722 хектари земјоделско земјиште во 14 региони, соопшти министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Земјиштето ќе се дава исклучиво за одгледување стратешки култури: пченица, пченка и јачмен, сончоглед, рж, орис, маслодајна репка, добиточен грашок и тритикале. Ќе се доделуваат, напомена министерот, 700 парцели од над 3 хектари. Постапката ќе биде многу кратка, односно ќе трае 20 дена, а целокупната постапка со заокружување на електронското јавно надавање очекуваме да биде 30 дена. Што значи 20 дена за аплицирање на овој оглас за нови 5722 хектари земјоделско земјиште за најстратешките култури. Преку одговорни мерки го зајакнуваме домашното производство на стратешките култури и обезбедуваме повеќе храна од домашно производство во услови на светска криза. Ова е целта на политиките на Министерството, да преку разни мерки и политики го поттикне домашното производство. Ниту една обработлива површина не смее да остане незасадена и токму затоа од јануари 2022 година нашиот целосен фокус е да направиме целосна евиденција на целокупното слободно земјоделско земјиште и денеска владата ја донесе одлуката за распишување токму на овој прв оглас, а на следните владини седници ќе следат и нови огласи за доделување на целокупното слободно земјоделско земјиште. Според него, на следните владини седници ќе следат и други огласи за останатото земјиште кое е на располагање. Николовски додаде дека се обидуваат да најдат легални начини како да се стави во функција и напуштеното приватно земјоделско земјиште. Додаде дека преку Националниот план за храна земјоделците имаат на располагање 400 милиони денари.